Продолжуваме ние со новиот час од утринската програма на вашиот јавен сервис. А во продолжение на тема археологија, Била Зора и Пајонија се ексклузивно врзани за за денешната територија на Македонија. Ако со истражувањата се пронајдат раритетни археолошки наоди или пак надписи различни од оние што се среќаваат низ Балканот, тоа ќе предизвика промени во проучувањето на индоевропската и античката историја, а вниманието на илјадници светски професори и студенти од областа на археологијата, историјата и класичната филологија ќе биде насочено кон Свети Николе, вели професор доктор Радко Дуев од Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Токму професор Дуев не е гостин во Македонија наутро, заедно со него и професор доктор Антонио Јакимовски, кој е и автор на монографијата Пајонија и пајунците, извори историја и археологија во издание на Филозофскиот факултет во Скопје. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре најдовте. Зборуваме за значајното културно наследство, за археолошките локалитети, меѓу другото ќе најавиме дека за некоја минута ќе имаме вклучување и од Велес, и од Битола, и од Струмица, каде што воедно ќе говориме за заштитата на нашето културно богатство, која е обврската на државата, а од друга страна и која е нашата индивидуалната одговорност во целата оваа приказна. Ајде ќе започнеме со она што го најавивме пред малку со Ване, професоре. Зошто е важен и значаен локалитетот Била Зора? Била Зора е еден од најзначајните локалитети во регионот, бидејќи на Балкан постојат две престолнини, едно Пела во денеска територијата на Република Грција и Била Зора. Тој е најстариот спомен за нашава земја е кај Хомер, првото книжевно дело, кој што во каталогот на корабите ги спомнува пајонците, кралот Пирајхме и длабокоструниот Вардар или Аксиос. Уште во време кога немаме име ни антички македонци, ни хелени, што се најстарите спомени книжевни во историјата на цивилизацијата во Европа. Така што самите истражувања кои што започна уште со археолозите од Универзитетот во Тексас, па продолжија со професорот Драги Митровски, застанаа до една мртва точка и ние како факултет направивме и заедно со колегите, спомнувајќи онаа индивидуална одговорност, направивме многу надписи и емисии со цел да го поттикнеме вниманието на јавноста, па и на надлежните институции, дека еден таков локалитет кој што е многу значаен во оној дел на културниот менеджмент во нашата земја, би можело во голема мера да помогне не само за реконструкција на историјата, туку на некој начин да помогне на локалната самоуправа да некој начин за економскиот развој на локалната самоуправа. За жал, немаме доволно истражувања и не можеме се уште да ја откриеме таа најстара цивилизација, што таа крие и какви тајни може да донесе во расветлување на историјата на овие наши простори, кој што генерално припаѓа и на делот на европската цивилизација, па и светската и понатаму. Така. Некако работите изминатиот период, такви се најавите, како да се мрднуваат од мртва точка. Министерот Љутков најави продолжение на истражувањата, па следствено на тоа и прашањето продолжија ли истражувањата на локалитетот и претрпели штети од несовесни граѓани самиот локалитет изминатиот период кога беше оставен на забот на времето? Не, таму немаме никакви штети. Во текст се сега припремните работи за започнување на археолошките ископувања, инаку таму се истражува веќе 40 години, меѓутоа со прекини и со многу мал интензитет. За среќа сега имаме најави дека ќе почнеме со поголеми истражувања. Тука е и градоначалникот на општина Свети Николе, кој исто така помага во истражувањата, па имаме идеја целосно доколку се направи, доколку се решат проблемите со земјиштето, односно доколку се направи експроприација, дека ќе започнеме и целосно ќе го истражиме овој особено значаен археолошки локалитет кој што е престолнината на пајонците. Кои се вашите очекувања од истражувањата? Истражувањата се големи. Да ја откриеме целосно таа престолнина и да откриеме што се случувало, кои владетели биле таму.
очекувате тоа дека ете ако се вратиме на нашата историја, би ни направило ли проблем тоа со седите? Не, јас би морал да додадам бидејќи таа пајонците се ексклузивно врзани за нашата територија. Тие нема да зборуваме за територија, но ете сепак од искуството до сега. Но еден мал дел навлегува во Бугарија, значи ексклузивно е врзана во таа источен дел на Македонија, нели по теченијата на Вардар, така што тука не би имале никакви проблеми. За жал, околу она издание што го издадовме Пајонија и пајонците од група автори, наши колеги, така што професорот заедно со професорот Сакински беа уредници, ние ги собравме досега сите тие сознанија како една основа за натамошни сознанија. Досега реконструкцијата од некои скудни книжевни извори и од археолошки материјал што се го има сега во музеот Свети Николе, ископани во последните 10 години, и од монетите. Значи немаме надпис, немаме некои поголеми сознанија, станува збор за стар град, наводите се од пред нашата ера, но за жал нели се уште она што е истражано и најголем проблем кој што рече професорот е таа наша немање на општествена одговорност, бидејќи станува збор за приватно земјиште, тоа е некоја 6-та категорија земјиште кое што е со многу ниска цена, но нели луѓето мислат дека ете кога има нешто може да заработат колку, и на некој начин таа неекспроприација ги закочи истражувањата. Па се надеваме дека сега ќе има и политичка волја од сите страни, нели, за да се реши тој проблем, за да можат колегите слободно веќе да продолжат во истражувањата. Но добар вовед во целата оваа приказна за која што зборуваме и монографијата која што ја споменавме во самата најава. Таа е во издание на Филозофскиот факултет. Вообичаено, за жал, голем дел од овие изданија стојат во универзитетските библиотеки и евентуално во домашните библиотеки. Но ова е содржина која што секако треба да ја читаат и граѓаните, но и властите, за да знаат што имаме, што располагаме и каква приказна може да излезе од сето тоа. Какви податоци дава монографијата, професора? Значи, монографијата ги дава комплетните податоци кои што ги имаме за пајонците на овој простор. Значи, тоа е речиси на целиот простор на денешна Република Македонија. Значи, со истражувања во текот на последните 100 години се работи, значи, археологија и сите тие податоци, колку успеавме, ги ставивме во таа книга. Книгата е пуштена на репозиториум, слободно може да се користи, значи не се продава, таа може да се симне на интернет, и во текст сме сега на изработка на англиска верзија на истата, со цел да го запознаеме, значи, освен нашата јавност што ќе биде запознаена, да го запознаеме и Има ли интерес од странците, од странски археолози на оваа тема? Бидејќи знаеме кога станува збор за локалитетите, има голем интерес од странство. Да, затоа што најголем дел од археолозите во Европа тие немаат многу археолошки материјал, така што Балканот е, нели, каде и да сретнете ќе најдете археолошки материјали, тие се силно заинтересирани за летни школи, за постојани истражувања, така што, знаете, во науката никој не верува на збор. Ако ние најдеме некој предмет што на некој начин ќе ги смее нивните ставови, сметете дека во тој случај илјадници студенти и професори, бидејќи секој универзитет се изучува античка историја, археологија, класна филологија, така што замислите што би се случило во еден таков момент и што би се случило Свето Николе во еден таков момент, тоа би било како центар академски на нашите области во тој период. Така, повторно ќе се вратиме на монографијата, прилично е нова, меѓутоа и доволно време од како е промовирана за да продискутираме, кажавте дека ќе биде преработен на англиски јазик, но да продискутираме малку за интересот за податоците внатре и дали полека ја остварува целта монографијата, бидејќи ако грешам ќе ме поправите, беше промовирана баш во период кога беа стопирани истражувањата, така. Па претпоставам сакавте некоја порака да пренесете со самата промоција на монографијата тогаш. Така се надеваме дека уште повеќе сега после оваа емисија ќе дојде до одек на оваа монографија која што би требало да наосвести сите нас да видиме што имаме, значи битно е прво да се запознаеме самите себе, да знаеме што имаме на наша територија. Потоа ќе оди многу полесно. Имаме, Била Зора е само еден пример на големиот број археолошки наоѓалишта кои што ги имаме во државата. Па ајде така да ги опфатиме сите и така да го привршиме разговорот како професори.
кои се вашите очекувања, не само тоа како ќе се одвиваат истражувањата во Била Зора, туку и воопшто посветуваме ли доволно внимание на археологијата или треба уште повеќе да засукаме ракави и да представиме на светот што на ова мало парче земја имаме од археолошки наоѓалишта? Секогаш треба повеќе, нормално, меѓутоа еве сега некако почнаа да се интензивираат археолошките истражувања, еве се започна и со конзервација, се надеваме дека така ќе продолжи. А јас би порачал исто дека би можело и би требало да се сконцентрираме на неколку значајни точки каде што нешто ќе го доведеме до крај, затоа што ние имаме многу локалитети кои што се започнати, веќе истражени, имаме многу информации за нив, а ја немаме крајната цел, односно ставањето во туристичка експлоатација. Да, значи за жал, крајниот чекор ние Стоби е, да, знае професорот. Единствено е Стоби, меѓутоа и тоа од американскиот тим на Вајзман, Хераклеа од францускиот тим и она што го направи Паско во Охрид. Гледате колку се зголеми туристичката понуда на Охрид, само со нели театарот што успеа да го конзервира заливот на Коските. И заливот на Коските, што се случи, бидејќи знаете, еве по примерот, ајде да ја спомнуваме стално Словенија, тие немаат, еве колегата беше долго време тамо, тие немаат некој богат археолошко наследство, но културниот туризам им е единствен спас која државата на некој начин ја води во некаков развој. Така што да кажам, значи имаме многу локалитети, нешто е клучното, тој културен менеджмент. Тие да бидат самоодржливи, нели да носат финански средства, да не бидат постојано зависни по примерот од другите земји од државата и од Министерството за култура, кој што знаеме, нели секојаш имаат проблем со финансии. Во Скопје, кое што нели е главен град и кој треба да биде центар, културен центар во 2028 година, ние го имаме Скупи, од каде што потекнува и името Скопје на градот, антички еден локалитет кој што е речиси целосно среден да се пушти во туристичка експлоатација. Исто го имаме Скопското кале, кое што исто така е запуштено. Тоа се неколку точки. Имаме Тумба Маџари, значи преку праисторија, антика и среден век, имаме многу што да покажеме. Значи зборуваме за Скопје, ако знаеме дека и Скопје има повеќе туристи и од Охрид. Не по број на ноќевања, меѓутоа по број на туристи е попосетен. Така. И добро, ајде така да го завршиме разговорот, бидејќи убаво ја направивме споредбата со Словенија. Ние си имаме некоја мантра дека се што има во свет, дека се што има тука кај нас има насекаде во светот. Еве конкретно за археолошки наоѓалишта, мислам дека не знаеме многу да си ги цениме затоа што таква ни е перцепцијата. Секаде ги има. Секаде ги има, но ете Словенија. Да, не е баш така, значи има и Словенија, меѓутоа тоа се други периоди и во тој квалитет и квантитет. Ви благодариме за гостувањето. Верувам, ајде овој разговор нека биде само предвесник и почеток на убави работи и откритија кои што ќе ни пристигнуваат од Била Зора, па ќе ги откриваме во Македонија наутро. Ви благодариме. Ви благодариме многу за гостувањето.